Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш, прва емисија за оваа работна недела. Ако сме реални, новинарството главно се заснова, или тоа му е примерна задача, да информира за дневни настани, оно што се случува сега и најактуелно. Мене лично тоа помалку и ме нервира, затоа што особено во денови како овој последни, кога имате огромна информација на нови интересни информации, некако се намалува можноста да се даде посериозна анализа, барем на главните, затоа што едноставно немате време сите да ги разложите. Меѓутоа, кога имате гостин како мојот и ваш вечерашен, човек кој што има огромно повеќе децениско новинарско искуство и човек кој што ја разбира политиката во Македонија во самата срж, тогаш можете да се кладите дека ќе добиете добри и квалитетни анализи. Мојот вечерашен гостин е господинот Бранко Геровски. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Веднаш да се фатиме за повторно ќе речам за дневните настани, затоа што од нив ќе произлезат, претпоставувам, некои по-детални информации. Денеска беше во Скопје госпоѓата Спиро Пали, таа е председателка на Собранието на Албанија. Спиро Пали мене не звучи како грчко презиме, но тоа е помалку важно. Испрати некои интересни пораки, главно за заедничкиот пат кон Европската Унија и така натаму, меѓутоа не им остана незабележано на добар дел од медиумите и на аналитичарите дека при незиното гостување се чини дека госпоѓата малку повеќе се вмеша во работи кои што не се незина работа, односно во внатрешните околности во Македонија. Прво зборуваше за употребата или неупотребата или случувањето на балансерот па околу албанскиот јазик, дури кажа и дека е штета, односно и е жал што Македонија не го промени уставот за да продолжи со евроинтеграцијскиот пат. Ние сме во ситуација кога Бугарија и Грција толку многу знаеле да се мешаат во нашите внатрешни работи, особено Бугарија, што тоа и не е нешто чудно. Меѓутоа, од друга страна, не остана незабележано дека и ово е некој показ дека некој од страна повторно ни кажува што ние треба да правиме. Да, тоа е една, да речам, лоша практика и навика и дел можеби од карактерот на луѓето, кој што видел госпоѓата е релативно млада и веројатно овие понови генерации политичари во тој поглед се поагресивни, да речем се побогати со информации и тие како и ние новинарите се палиме на дневни дразбинели и тие како и ние глумиме аналитичари и големи паметњаковици и така натаму. И веројатно претпоставувам дека госпоѓата влегла во тој филм да кога веќе е во Македонија, да покаже дека и таа ги следи внатрешните прилики во нашата земја, внатрешната полемика, посебно меѓу албанскиот политички фактор, која мора признаеме е жестока, нели? Имаме и проблеми кои дел се наследени, дел ги одржуваме невнимателно ја одржуваме тензијата, дел создаваме нови. И веројатно тоа била причината поради која не верувам дека станува збор за некаков сериозен официјален став на Тирана во поглед на нашите внатрешни прилики. Може би тоа да се промени, но во овој момент мислам дека од страна Тирана немаме официјален, жесток, сериозен притисок по ниедно битно политичко прашање. И лично имам впечаток, делум на информации, дека албанскиот партнер во новата владина коалиција ја има поддршката од Тирана, така што внатрешните прашања, полемики, расправи ќе веројатно во периодот пред нас ќе останат внатрешни прашања барем од аспект на Тирана. Драган, јас мислам дека и генерално и ние малку треба да се растовариме и политичарите, и јавноста, и медиумите
од стравот од мешањето во внатрешните работи. Тоа е една фраза која се употребуваше долги години и на која бевме секогаш присуствителни. Македонија до душа и треба да е присуствителна, бидејќи е мета во принцип на мешање, на жртва на такво мешање, но треба да правиме разлика меѓу официјалните стави, официјалните притисоци, официјалните акции и она што политичарите го скажуваат ваму или онаму и така натаму. Веројатно и нашите не се имуни кога одат по светот, или дома кога коментираат прилики внатрешни во соседството, така што мислам дека модерната политика, ова по-активна и реактивна политика, треба малку да се ослободи од тој баласт, од тој товар, на чувството дека постојано од некаде некој нас нешто не напаѓа. Сакам да останеме уште малку во оваа тема, особено затоа што рековте, имате информации, и јас дојдов до некои слични информации, дека всушност актуелниот албански фактор има поддршка во власта, се разбира, има поддршка од Тирана, иако јавна тајна беше пред изборите дека всушност поддршката за сегашниве албански партии од власта беше главно дојдена од Косово, од Албин Курти, додека официјална Тирана, неофицијална Тирана повеќе се приближуваше кон Али Ахмети и кон Дуи. Ова промена е сега. Тирана е еден, колку што јас знам, имам релативно површни информации, колку што може да имаат новинарите, не сум навлегол подлабоко во анализа на политичките прилики во Албанија, но предпоставувам дека станува збор за една сложена политички лендскейп, за една сложена политичка клима, така што не можеме да кажеме дека генерално постои еден став не на е црно-бело, кон апсолутно, нешто, не е црно-бело. До сега, до овој момент, официјална Тирана, тоа е она што е важно, ја мислам дека не настапи со критика, со напад врз албанскиот политички, врз новиот партнер, врз коалицијата Вреди. И тоа е мощно важно, бидејќи из историјата во годините пред нас ние знаеме дека Тирана знаеше и така како сериозно да влијае, да врши притисок и да менаџира во односите помеѓу албанските политички партии во Македонија. Сетете се поважните договори, политички документи, Таранската платформа, така, се одеше во Тирана да се договори. Се одеше во Тирана на бацирака и на договарање, и всушност таму се решава односите, се дизајнира политичките ставови, политичките бања на албанците, и тоа беше нешто, како да кажам, дел од традицијата на односите меѓу политичките партии. Значи, Тирана, Приштина, Тето, во тој триаголник некаде се решаваат и работи, при што нормално Тирана како најмукен го имаше доминантното влијание. Може би се уште е така, велиме не ги знаеме доволно приликите, но е важно што коалицијата Вреди, која освен сериозен капитал нови избори, ја има во овој момент, ако не јавната, тогаш премолчана поддршка од Тирана, и мислам дека официјална Тирана нема стори ништо да ја компромитира, да ја загрози таа структура која е сега на власт, и тоа треба во принцип да биде доволно. Види, Драган, двете политички партии на власт, двете политички структури, значи ВМРО, ДПМН и коалицијата партии кои гравитираат околу од македонскиот блокус, кои гравитираат околу ВМРО, ДПМН и коалицијата Вреди, не треба забораваме, нови избори освоија голем политички капитал. Значи, стануваше збор за една голема, грандиозна победа, а големиот политички капитал е и голема обврска. Во политиката, сме го рекле тоа повеќе пати, капиталот, рейтингот, довербата постои заради тоа да се троши. Да се троши на реформи, на проекти, но треба да се троши внимателно, да се троши долго.
Да не пропадне за една-две години, апсолутно. Да. Безсмислено е да го земете целиот тој тешко стекнат капитал, што свилјат доверба од, не знам, половина милион, не, повеќе 600-700 луѓе, вклучително двата заедно, да. И вие сега доаѓате на првото прашање, и на првата провокација, не знам, балансерот, не знам ова, не знам она, и замислите колку би било тоа глупаво и несериозно и од двете страни, да го потрошите половина од капиталот, фрлате на тоа прашање и ја губите довербата на оние што ви избрале. Мислам дека двете страни, и ВМРО да помене, и коалицијата вреди, и албанците, и македонците, и опозиционерите дури, треба да сватат дека нели, како постојано го цитирам стариот Лисет Григоров, нели, која вели за шницла вол не се коле, нели? Значи не треба да се фрлат, да се потрошат сите капитали што ги стекнале сите во изборите, мачно доаѓаат. Мачно се освојува довербата на граѓаните. Добро, но морам да забележам, господинот Гачи, сега влегувам во тој дел од приказата, се чини како најслаба карика во целава приказна, не заради нешто друго, туку имаше неколку непотребни киксови кои што потоа беа изменаџирани, токму во тој правец, нема да ја упропастиме коалицијата заради 2-3 грешки, можеби ги избанализираа малку повеќе, иако јавноста станува многу сензитивна. Пројде времето кога баш се проаѓаше туку така во Македонија, што е добро. Меѓутоа, повторно, господјата од Албанија денеска се сретна со Гаши, во ред, тој беше природен домакин, меѓутоа не се сретна со никој друг, ако не се лажам, од македонскиот дел од власта, ако така може се каже, туку се сретна со со Џафери и со Али Ахмети и со Венко Филипче. И сега исто така една порака која Што значи ова? Зашто Филипче? Потоа ако прочитав негде по порталите, го обвинуваа Филипче дека нешто тамо зборел што не треба, кодошел и така натаму, ова се, нели, кулуарски муабети, меѓутоа нема логика председател на собрание на соседна пријателска држава да дојде да не се сретне со ниједен од македонска страна, освен со Филипче. Филипче во моментов, немам ништо против човекот лично, меѓутоа тој не вреди толку. Во моментов, колку што јас сум информиран, првите луѓе на македонската дипломатија се во Њујорк. Да, и председателката, и Тимче Муцовски е тамо. Значи, првите, како да кажам, би било нелогично заменик министр за надворешни работи, тој е прилично ниско ниво, за да ја прими председателката на собранието, спикерот, председателката на собранието и во Албанија, значи, нали, како и кај нас. Кај нас ли те по хиерархијата, втор човек во државата. Не знам точно каква била агендата на премиерот Мицкоски, меѓутоа и counterpart, значи спротивен партнер на шефот на парламентот, во принцип не е шефот на владата. Сега, зборуваме за некои правила, кои се неформални правила. Значи, се среќаваат шефови на влади со шефови на влади, се среќаваат шефови на парламенти, шефови на држави. Значи, постои некој ниво. Лично мислам дека во моментов и објективно немало и кој друг со повисок ранг од спикерот Гаши да ја прими господјата шефица на парламентот во Тирана. Не гледам проблеми во тоа да желбата да се сретне со лидерот на опозицијата, каква да ни опозицијата, каков да е СДСМ, тој е водечка политичка партија во опозицијскиот блок, нејзин лидер, тој што е, пак ќе речеме тој што е, може да ни е по волја, може да не ни е по волја, и мислам дека друго прашање е како се однесува СДСМ, како мене не ми се допаѓа начинот на кој води политиката на ниво на некаква дневна реактивност. Реакција има за се, има мислење опозицијата за се, зашто прави владата, освен што нема своje мислење за проблемите, но тоа е друго прашање.
Мислам дека ова е нормална пракса. Ја барем не гледам никаква скриена агенда во ова што се случи денес. Добро, може така да се гледа, во меѓувреме, да, спомнавме дека и претседателката е во Њу Йорк и министерот за надворешни работи и надворешна трговија сега се нарекува. Да. Тимчо Муцунски со цела екипа, супер. Зборуваше Ѓелјанска Давкова во Обединетите нации, побара, не знам, пресудите на ХАК да бидат обврзувачки за сите и така натаму, меѓутоа денеска главната приказна беше средбата на Тимчо Муцунски со неговиот грчки колега. Средба која што беше оценета со од двете страни како конструктивна. Ова е еден нов момент. Во сите овие тензии, нагло гледаме од двете страни, окей, еве, разговараме на високо ниво, се разбира, двајца министри и можеме да цивилизирано да се однесуваме едни со други. Може би не изгледа така поради оние први, ајде да речам, настани кои се протолкува како провокации и така натаму. Велам, може би не изгледа така, но јас полго време од почетокот на формирањето на оваа влада и од моите први некакви разговори, формални и неформални, со министерот, уште дека беше во опозиција, детектирам еден процес на како да кажам, зацврстување на дипломатските позиции на Македонија во односите и со соседите, и со пошироката меѓународна заедница, особено во односите со Европската Унија, од аспект на тоа дека Македонија мора да има јасни, принципиелни, цврсти позиции, креативни предлози и да има еден искрен пријателски однос пред се со своите соседи. И мислам дека во целиот овој период тоа се демонстрира на некој ниво. Па дури и она променада, малку несрекна поради тие околности, трикови, софиски и така натаму на претседателката на Софија, ја гледам во рамките на тој обид да се воспостават некакви мостови на соработка, бидејќи оваа влада дојде на еден, наследи едни чудни позиции во надворешната политика. Предходната влада, да се подсетиме, на Димитар Ковачевски и таа пред тоа на Зоран Заев, беа на широко фалени, подржувани за својата политика на конструктивност, всушност политика на сервилност и компромисерство на штета на македонските интереси. Сега, знаете, доаѓа нова влада на власт, во еден коментар јас напишав, нема веќе како порано. Сега имаме нова власт во Скопје, ќе има и нова политика. Тоа е неминовно. Многу беше важно да се покаже, да се демонстрира секаде, еве, заклучно со денешниот ден и во односите со Грција, таму, низ разговор на министерско ниво, значи, во еден формат кој е најсоодветен за тоа, дека Македонија кон соседите има принципиелни односи, нема никакви аспирации, не сака да создава проблеми, но не сака и не да ја создаваат проблеми и не сака веќе да влегува во непринципиелни дилови кои се на штета на македонските национални интереси. И тоа во овој момент се демонстрира. Ако се бидат доволно упорни на долга патека или на средна патека, би рекол, не може големите играчи во светската политика, и американците, и Европската Унија, па и нашите соседи, да, како да кажам, да го игнорираат фактот дека таа политика всушност е по својата суштина европска, таа е политика во рамки на стандардите воспоставени меѓу државите кои меѓу себе соработуваат, кои меѓу себе имаат пријателски односи и кои членуваат заедно во органите и телата, во меѓународните организации и така натаму. Нема од тоа бегање, се друго беше нереално да се очекува. Нереално беше да се очекува дека во Скопје ќе настане хокеарска промена на тимот што ја води на дворешната политика и дека ќе се продолжи таму кај што застана
застана Ковачевски, Маречич, Османи и така натаму. Не, тоа нема да се случи и новата влада тоа покажува. И тоа е нешто што ќе мора ние да живееме со сите проблеми што ги создаваме, но ќе мора да живеат и тие кои имаат проблеми со нас. Така, премиерот Мицкоски најмалку 20 пати до сега во јавни настапи рече дека нема веќе како до сега, инсистира на тој вокабулар, нема сервилност, нема попуштање, има принципиелни позиции и покрај би рекол тврдата позиција што имаше Атина, еве покажуваат дека всушност може да се соработува и има простор. Меѓутоа, ако сме реални, односите со Србија се прилично одлични, со Албанија, ако ги заокружиме генерално, се окей. Грција покажува дипломатски пристап, што е супер, меѓутоа најгорливото прашање се разбира Бугарија. Тамо мојот впечаток и не е само мој, имам чувство дека сите се мешаат во внатрешните работи на Македонија. Тамо кој ќе стигне дава изјави, го имате председателот на комисијата, она мешовита комисија Македонија и Бугарија, кој што ни дели лекции каква влада треба да имаме ние. Зборуваме за човек кој што нема никакво право тоа да го прави. Па го имате Бојко Борисов, човекот кој што има објективно сериозна моќ политичка, кој што бара Александар Николовски да си даде оставка, односно да го избркаат од владата, затоа што рекол дека се однесуваат нецивилизирано, што е факт во случајот со председателката. Го имате Рубен Радев. Значи цела плејада сите, не ги зборуваме оние други не Ковачев и компанија кои што сакаат нели да не знам што да ни прават. Пред да го коментирам, мојот чувство ме останал должен на одговор на прашањето за односите со Грција. Многу е важно да се каже дека со имплементацијата на Преспанскиот договор, со лавовскиот дел од работата, да наречам целата работа, во Македонија е завршена. Вклучително и оваа тешка, сложена операција што ни создаде огромни проблеми во македонското општество, замена на лични документи и така натаму. Ке има уште работа на тој план, но сега клучните проблеми на имплементацијата се сепак на атинска страна. Изјавите, правото на луѓето во Македонија, па и на политичарите во одредени околности, кога не се во официјален статус и кога не говорат, ако се официјални лица во официјален статус да го употребуваат името Македонија, нема да може да предизвика сериозни драми во Атина, без оглед и таму луѓето, слично како во Бугарија сега, политичарите, пред избори, ние ги после чекавме избори, грците пред избори, тоа е точно. Во ситуација ама бугарите кога постојано имаат избори. Затоа што не може да заврши. Не може да заврши. Тие се факторизираат меѓу другите прашања и со македонското прашање. Ние мислиме, бидејќи најмногу го следиме, ги следиме македонско-бугарските односи, дека тоа е најважното прашање. Тоа е едно од важните прашања на кои бугарите, во Бугарија, например, бугарските политичари, така се нарекуваат тие политици, нели, даваат изјави со цел да привлечат внимание и да се факторизира, да покажат еве колку сме ние паметни, силни. Да, иако не е примерно прашање тамо. Дури мислам дека не е ни у првите три. Да, има многу поважни прашања. Тие сега се спремаат да се забавиат со еврото, со Шенгенот, Шенгенот, така натаму, се многу сериозни прашања кај што исто има, ја читам, следам малку повеќе бугарска што се случува во Бугарија, како тие прашања се одразуваат и на пазарот на пари, на недвижности, во општеството, пензии, животен стан, така натаму. Тука има сериозни драми во моментот, сериозни движења и согласно на тоа, бугарските политичари и од повисок и од понизен крак даваат, просто има неверојатни изјави. Неверојатни изјави. Фолклорот во бугарската политика е, можам да кажам, и поинтензивен отколку фолклорот во македонската политика. Што тогаш очекуваме во поглед на македонското прашање? Треба да сватиме во Македонија дека Бугарија, што и да се случи, како и ние да напредуваме кон Европската унија, дали сега ние постигнеме некаков договор за основа на овие предлози, нашиот нов предлог, што е на маса. Француски предлог плюс. Француски предлог плюс, наречен и така натаму. Или не,
без оглед дали бугарите ќе го симнат ветото, дали ќе добијат стабилна влада или тешко ќе дојдат до неа, најверојатно нема да им биде лесно да дојдат до влада, во годините и во децениите пред нас, како и 80-на години и повеќе пред тоа, основните бугарски позиции во поглед на македонското прашање нема да се променат. Значи, тие секогаш до сега веруваа дека македонската нација е коминтерновска творба, творба на Тито, дека ние постоиме од 1945 година како нација, заедно со државата, дека нашиот јазик тоа единствен случај во светот кај што нација се создадла во еден ден, така буквално. дека нашиот јазик е дијалект на бугарскиот, дека Кирил и Методи се бугарски просветители, така натаму и така натаму, го знаеме тој цел наратив од времето на Тодор Живков, Цола Драгојчева, една голема, да речам, историчарка, подржувачка на тогашниот режим и така натаму, и верувате, тоа ќе остане базичниот наратив на бугарската политика и во следните години. И сега што? Ама ние можеме да живееме со тоа гировски се разбира, доколку не ни го прават клучниот проблем, не блокираат таму каде што сакаме да одиме. Тоа и инаку нека си зборат ние слободно. Треба да направиме и треба да се однесуваме така да од тој проблем не направиме фатална ситуација. Бидејќи тој проблем ќе постои, тоа е нешто како еве да го споредам како кога имате проблем со рбетот, нели? И бидејќи проблемите, нели, старечките проблеми се од тој тип, не се такви поради кои се умира, но се такви со кои се умира. Значи ќе се останат за вечни време. Ето како реума, нели? Како велат реумата врти во коските и по смртта на човекот. Да. Така што ние ќе си живееме со тој проблем, освен ако политиката во одредени моменти не ги подигне, не ги амплифицира, засили тие проблеми, на ниво на фатални ситуации, кога се можни фатални грешки. Дури се сомнам дека се и можни фатални грешки. Тоа ќе им беше следното прашање. Што да направиме? Што ние ќе се случиме? Ќе завојуваме со Бугарија? Ќе имаме ембарго со Бугарија? Речи си невозможно, да. Ќе ни збркаат од НАТО, ние нив ќе ги збркаме од НАТО, ќе даваме ние кога сме кај фолклорот има натаму. некакви лудаци и кај нас, морам да признам, кои што токму тоа го тврдат, дека ќе ни збркаат од НАТО. Чисто како Не, ништо тоа нема се случи. Има секакви има луѓе кои велат вака, а зашто ние постојано сме ние во НАТО и ние имаме право на вето. Ајде да блокираме нешто таму. На првата одлука ние ќе ставиме. Не иде така сега. Не функционира тоа така и мислам дека ќе им речеме нема за Украина оружје и готово, Македонија право стави вето, да. Тој филм, тоа е лош филм. И тој филм нема се дава дефинитивно. Така што мислам дека новата влада, сега не сакам да бидам во позиција на апологет, се трудам да бидам дури и критичар, кога има причина за тоа, но еве со новиот предлог, кој не е току нов, тоа е стар предлог всушност, добро ќе ги внесеме бугарите во уставот со одложена важност што е до денот на влегување во Европската унија. И сега ставете се во ситуација на аналитичар во Брисел, на некој одлучувач во Брисел, па и на некој одлучувач во Софија, и он треба сега да размисли, рече, припоставам секога Мицкоски го образувал предлогот тамо, некој рекле, па добро, тоа не е она што ни го предлага. Па не е кој што предлагаше Ковачевски, зашто? Па не е Ковачевски сега со вас на маса, други луѓе се. Во Македонија има друга влада, во Скопје има нова влада. Овие претходните ги нема, изгубија седат, втор, третен парламент. Во Брисел тоа знаат како оди, се разбира, не се наивни, тамо седат сепак луѓе кои што разбираат. разбираат. Сакам да кажам дека погледнете го предлогот персе, сам по себе. Што му фали на предлогот? Ништо. Оди со, еве вака да речеме, да почнеме да размислуваме како бугари, да се обидиме да им влеземе во главите на бугарските политичари. Што ние губиме ако на тој начин се промени македонскиот устав? Океј, нема да има важност,
Тамо ќе пише во преамбулата. Бугари. На списокот ќе се додат и бугарите, веројатно и срби, и хрвати, црногорци и така натаму. И некаде, не знам во кој дел од уставот, може би предно завршни одредби, во амандманот, всушност уставен, ќе се каже кога важи од тогаш. Што ако, еве ние сме сега бугари, велиме, ама утре пак им ставиме вето, скопјаните. Што ќе направат скопјаните? Ќе го тргнат амандманот, ќе се соберат, па ќе барат 80 гласи, ќе го тргнат амандманот, вие нас не излажавте. Нема да се случи тоа. Кој е значењето всушност на, освен символично, кој е другото значење на тоа ако се запише и бугари во уставот? Многу едноставно прашаме, кој е значењето што има бошњаци во уставот? Што има, па, не знам, роми во уставот? Добро, велат дека добиваат одредени привилегии, се разбира, не знам, буџетски пари за разни организации, културни, тамо како се нарекуваат. Добро, право на зборување на јазик, тамо нешто. Мада, макар што со тој број на бугари кој што ги има во Македонија, сето тоа е... Прво, кој го забранува слободното користење на бугарски јазик? Може да се зборува човек. Второ, не пати бугарската држава од фондови и пари да ги поддржува бугарските организации во Македонија. Видовме од 100 пати. Пати од потребата тие да се викаат цар Борис III, да се викаат Ванчо Михајлов, да стават имиња кои символизираат аспирации кон Македонија. Значи, не е тоа прашањето. Или велат, добро, ќе има одреден број на вработување. Колку? Да, колку? Океј, ќе има, нека има. Што пречи и сега? Да ги има, да. И да ги има вработување. Дури, дели, во преамбулата вели, за која се редат нациите, чии делови живеат во Македонија, се вели и други. Значи, дури има и формално оправдување да една влада во добри, нормални, пријателски околности, какви што Софија очигледно не сака да создаде, али кога би создала, би рекло добро. Во тоа други ќе најдеме да ги внесеме, зошто да не. Така. Ај зошто да се еден посебен амандман да возможиме и во тој комитет за односи меѓу езиците да има и еден бугарин. Зошто да не, ако е се другото во ред. Смислата на нашиот отпор да го прифатиме поранешниот предлог од владата на Ковачевски под бугарски диктат не е во тоа што ние не сакаме бугари во уставот и сега баш ги мрзиме. Од цел свет ние најдопе бугарите најмногу да ги мрзиме, нели, од сите наши соседи, и затоа не сакаме. Не е така. Просто не е така. Погледнете, нели, во претходната влада, која беше кооперативна, која го склучи договорот со добро соседство, која сакаше го смени уставот. Во тој период кога таа владеше, секој ден имавме инциденти со бугарските клубови, со пожари, со тепања, со кавги тепачки на граници и така натаму. Со фондацијата Македонија. Сега доаѓа лошото ВМРО ДПМН, доаѓа овие вреди као што се прифаќале, нели, и така натаму. Кои не желат баш како ова албанскава спикерка што жали што ние не сме прифатили и така натаму, ми е гајле што жали, нели? Доваѓа лошо во и нема инциденти. Како е тоа можно бе така? Зошто нема сега инцидент во моментот? Не зависи таа работа од Македонија. Никој тука не ги мрази бугарите. Јас бар знам десетина како викаме по српски, окорели бугари, бугараши, кои се одлично позиционирани, имаат работа, делодни во државни институции, делни зема пензии во државни институции. И ништо не им фали. Ги имало и во минатото, ако сме реални. Меѓутоа, тука има еден момент кој што е толку и на некој психолошко ниво неразбирлив. Значи, бугарската политика, се согласувам, сега влеговме малку во таа приказна, па ме интересира вашиот став. 80 години е таква каква што е. Единствениот логичен начин да се доближат до позиции во кои што ќе можат да создаваат некаква агенда дека сме поблиски од колку што ние мислиме дека сме, колку што тие би сакале да бидеме, ако односите меѓу двете земји и двата народа се супер. Значи, Бугарија требаше по целата логика на нештата да биде нашиот спонзор во Европската унија. Тие требаше да бидат тие што буквално не помагаат, тие требаше да ги направат патиштата, тие требаше да издигнат и тој ќе беше гаранција дека овој народ овде ќе рече па и многу пати луѓето велат па сега ги мразам бугарите, зборуваме за обични луѓе по улици.
А не сум ги мразал претходно, затоа што инсистираат на ова, што е тотално контрапродуктивно за нив. Ја ќе ве подсетам на една работа која многу често се заборава во Македонија. Бугарија беше првата држава која призна независноста на Македонија. Бугарија во тој период 91, 92, 93 година беше земја од која ние се снабдувавме со нафта и во време на ембарго, да. Во време на ембарго, страшно ембарго и од север И од југ, да. и од југ. Бугарија тогаш беше спонзор на нашето меѓународно признавање од една од најмокрите земји во светот, од Русија. И буквално бугарскиот председател го убеди Елцин во тоа време, има цела приказна за тоа како се случил во авионот и така натаму. Да. Сум ја слушал приказната, меѓутоа Тоа е прилично вистинска анегдота, колку што знам, прилично реална анегдота. И тоа како функционира Русија, императорот, нели, во Русија и комунистичките, и сегашните, и царските беа императори владетели. Да. И тоа е можно да се случи. И факт е дека Русија многу брзо ја призна Македонија и во таа прилика кога бугарскиот председател беше на посета, тоа беше и објавена таа одлука. Така што ние имавме, сакам да кажам, еден период на таква интензивна соработка и покренување на една блискост. Тоа беа години кога и во Македонија овдека македонски интелектуалци, историчари, писатели, првиот лидер на ВМРО да помене Лјупчо Георгиевски, дел од таа екипа и самите покренуваа прашања за фалсификатите на комунистичката историографија во Македонија. Сеќавате, тогаш ние откривме дека насlovната страница на зборникот на браќата Миладиновци не е македонски народни песни, туку български народни песни. Немаше бугарско вето, немаше притисок од никого, никој од никаде не бараше ништо од нас. Каде се скрши работата? Немавме услови. Ако трнале во тој правец, тоа зборуваме пред доста време, каде се направила таа промена ментална или како да наречеме во бугарското општество, да трнат по секоја цена радикално против нас? Види, после тој почетен период, македонското општество вака или онака почна да се консолидира. Стана, како да кажам, станавме помокни, станавме посериозни. Самоодржливи на некој начин. Онаа дилема ќе биде или не Македонија, во еден период горе-долу заврши, да ќе биде, ќе видиме како, ама ќе биде. И мислам дека тоа е период кога во Бугарија се раѓаат старите амбиции, делно и поради внатрешните политички превирања во таа земја. Нели десницата всушност ги предводи тие први националистички пориви, враќањето на наративите на Драгојчева и на Живков и така натаму. И ова што се случува во 90-тите години не е единствен пат во нашата историја. Ако ја земеме и подолгата историја во периодот на комунизмот, ние веднаш после Втората светска војна имаме неколку години кога Георги, ама знаете зашто? Во тој период е период на процут на односите меѓу двете земји и двата народа. Се обидувам да детектирам, како да кажам, еден елемент на континуитет на таа теза. Добро, но актуелната политичка сцена во Бугарија... Но најомразената личност денеска е Ѓорги Димитров. Тоа сакам да кажам, со сите што сме разговарали од бугари, зборам од нивниот општествен ангажман, да речеме, сите велат по Ѓорги Димитров е злотворот на бугарската нација. Позицијата и на Бугарија, и на Грција, во поглед на Македонија, двете позиции беа, ние долго го зборувавме тој, во право беа ирационални. И тие денеска се ирационални позиции. Грците тоа го сфатија. Во еден период, некаде 2005 година, тие одлучија не можеме да бегаме од тоа, дека ќе дојдеме до некој сложено композитно име во чија основа мора да стои зборот Македонија. Тие самите со своја иницијатива ја анулираа
Лисабонската декларација и тогаш почнаа сериозните преговори меѓу двете земји. Може да мислиме што сакаме за Преспанскиот договор, меѓутоа ништо немаше се случи ако таа работа не беше преломена прво во Атина. Во Софија нивната рационална позиција во Софија не е преломена, а знаејќи го проблемот со Софија кој на софијанците, со македонците, со нас, со скопјаните, ги барам истинските зборови, проблемот е идентитетски, тој тешко ќе се надмине. Сан Стефанскиот сон, нели, е стар повеќе од 140 години, колку му дојде, да. Така што мислам дека тешко ќе биде да се надмине во годините пред нас. Тоа е проблемот ќе остане во полето на менаџирањето. Она што македонската политика мора да го направи, и тоа сега се обидува, ги читав тие изјави на Мицкоскиот Брисел, таа е иначе стара тези на Пленковиќ, Ова е хрватскиот премиер, мора да се избегне концептот на билатерализација на преговорите со Брисел. Не можеме да преговараме тројца на маса. Да преговараме јас од Скопје, ти од Софија и адвокат, ти од Брисел и адвокат до тебе од Софија. Но Бугарија токму таа приказна ја продава геројски. Тие велат дека сите нивни барања се веќе вклопени во европските барања и сега Македонија, неодамно читав некаква изјава од бугарски министер, мислам дека е за надворешни работи или од премиерот, не сум сигурен, овој технички како се нарекува, дека Скопје всушност преговара со Брисел, не со Софија. Не е вистина. Не е вистина. Просто не е вистина. Не можеме да лажеме и после да градиме тези. Ке го земеме преговарачката рамка. Значи главната приказна, главната драма и во Софија и во СДСМ во текот на кампањата беше оваа. Така. Ке дојде ВМРО и ќе репреговара преговарачката рамка. Може би да имало од ВМРО-вските кругови политичари по кампањата и такви најави, ќе репреговараме и така натаму, меѓутоа да се разбереме. Новиот предлог од Скопје, овој сега што е на маса, нели? И секој следен предлог за уставните промени не ја загрозува преговарачката рамка. Ова е клучното. Преговарачката рамка вели вака: треба бугарите да влезат во уставот. Како? Со кој наратив, со која реченица, на кој начин, нема обврска. И кога? Не пишува во преговарачката рамка, вие мора да го прифатите предлогот на Ковачевски, тој што го направи таа некоја таму комисија. Не. Таму пишува треба да се прифати делови од народи и така натаму има, да го сведам тоа. Бугарите мора да влезат во уставот и точка. Не пишува како. Ние, наше да го најдеме најдобриот начин. Немаме проблем да влезат во бугарите во уставот, но имаме проблем на импликациите од тој потек, ако тоа значи дека бугарите ќе се постават вака, сега ние влеговме во уставот, сега продолжиме, да видиме тоа Гоце Делчев, да видиме да... Чекај, тука треба да се каже стоп. Нема што да гледаме за некои прашања. Завршена е таа приказна. Ама имаме историска комисија, точно, теа договорот, ќе си работи. Ке си работи 10, 20, 30, 40 години. Германците и пољаците и французите си по 50 години си тераа. Историјата, историските наративи се работи што се пишуваат подолго време. Затоа што не е тоа политикански став. Тоа е објективна работа. За голем дел од историската проблематика, на пример, за проблемите за приказната за цар Самуил. Кој е, што е, како бил, како дошол на власт, како владеел, до тоа што бил по националност, по етничка припадност, така натаму. Во тоа време нација нема. За сите тие прикази прашате било кој историчар Панов прашате, кој Митко Б. Панов, кој е медијавилист од Светски глас, ќе ви кажа дека за тој наратив во светската историска наука има само хипотези. Помалку, веројатно или помалку, но нема завршени вистини, нема факти, нема тоа што приказна која е завршена, па ќе се каже не знам, цар Самуил го продолжил првото бугарско царство. Да. Не знаеме дали е тоа така. Може би било,
Може би не. Може би не било. Добро, временскиот интервал се подудара, како се вика, меѓутоа не значи ништо. Да, ама има 5 факти поради кои ја ќе можам сега да не наведувам детали, да ја оспорам тогаш што барал круната, зашто е барал круната од Ватикан. Од Ватикан, да. Зашто е барал круната од Ватикан. Значи, тоа се прашања за кои се разговара се и на уште, вистинско место, и долго апсолутно, време да. ќе се разговара, бидејќи имаме хипотези. А да не кажувам дека за царството на античка Македонија ние немаме ни сериозни материјални факти од материјална природа, имаме само приказни легенди и така натаму. Се работи за 2300 години, не можеме сега ние да го затвориме прашањето, седно е комисија, седат 6 души од една страна, 6 души од друга страна и прават наратив, политички го договарат и викат вака е. Тоа е историја, не, апсолутно. Тоа е наука, така што по тоа прашање мислам дека нашата позиција веќе е и треба да остане принципиелна. Ќе разговараме за сите отворени прашања доволно долго за да дојдеме до вистинските одговори, ама мора да се почитува науката, мора да се почитува реалноста, мора да се почитува фактот дека на запад на Бугарија постои една држава која се вика Македонија, веќе 80 години од 45-та и според бугарските стандарди постои нација, создадени се дела, создадена историографија, создадени се уметнички творби, архитектура и така натаму. Некој треба рече, вие сте нешто фалсификат. Ало, не бива таа работа така. Да. Добро, кога сме кај опозиција, тоа ми е интересно. Рековте и вие, реагираат реактивно на се, меѓу другото и за овие прашања, и имам чувство дека повеќе сакаат да се ситат во моментов, отколку што вистински се занимаваат со политика. Една од работите околу кој што се обидува некако да издействуваат нешто е така наречениот закон за бранители, кој што после 7 години власт, во кој што не направија ништо, им текна да го стават на маса. Па, колку што знаеме, господјата председателка на комисијата која што треба да го расправа овој закон одбива да го стави на дневен ред. ВМРО ДПМН денеска вели ајде заедно да испратиме писмо, па тие велат не, ова е ваш очаен обид и така натаму. Не беше прашањето само за законот за бранители, него целокупниот однос на СДСМ овдека зборувам. Е како да не се свесни за состојбата во која што се наоѓаат. Се уште не може да излезат од фактот дека загубија стравично и дека практично не се прашани, нема ни потреба да бидат прашани за еден куп работи. СДСМ ќе се крене на нозе. Мислите? Народски кажано ќе се окрлави, или ќе се окрлаи, како велат. Ќе се окрлаи, или се го слушал тој збор одамна? Тој збор. Во оној момент кога ќе почне да произведува политики и кога пред народот ќе ги промовира и ќе ги демонстрира тие политики. Сега тие не се на власт, не може да ги спроведат тие политики, но тоа е како да кажем, мора да има такви политики, мора да се легитимират со такви политики. Не може постојано целиот ангажман, целата активност на СДСМ сведе на пресконференции на кои ќе се строчуваат изјави и соопштенија за тоа ова не чини, она не чини така натаму, без да соопштите добро, вие мислите нешто за актуелниве прашања, не мисли. Она што нарекува проактивна политика. На која што инсистираше ВМРО во опозиција, ако сме реални. Па и тие соопштенија и изјави, ние сме новинари, ги гледаме секој ден, па толку им се кратки, мрзиви се, па не ги работат како што треба. Да речем, ги гледаме, ја вика, да не го спомнам името на мојата колешка, викам, да сум ти уредник како што бев, не би прошла вака. Не би прошла кај мене. Ака во СДСМ тоа проаѓа. Не е тоа добро, затоа што секоја политичка партија е првата и основна задача, нели, е да победи на избори, а на избори се победува со понуда. На луѓето мора да им кажеш не само против што си,
туку и зашто си. Зашто си? Проблемот е, сега јас се бидувам да најдам одговор да ги оправдам на некој начин во овој период, бидејќи се зашто беше, или поголемиот дел зашто беше СДСМ, политиките, беше осудено и отфрлено од граѓаните на изборите. Значи, политиката на СДСМ, например, кон овие прашања за кои зборуваме, кон Бугарија, кон Грција и така натаму, граѓаните едва ги дочека изборите да им кажат катастрофа. Меѓутоа, токму тоа е проблемот. Тие инсистираат сега на истиот наратив. Ние сепак сме во право. Тоа е... Народот ви рече не сте во право. Тоа е големата грешка и тоа е... Затоа велам, СДСМ ќе се крене на нозе, кој ќе почне да произведува политики, и тие политики мора да бидат нови политики. Значи, ако мислат луѓето на Бикачка, ако мисле Венко Филипче и екипата околу него, да дојдат утре пред некои избори до година, се локалните избори. Нели? На сите избори ние во принцип разговараме за све. Се е тема. Нели? Нема само локални теми, има и глобални теми, има и теми од външна политика. И ако мислат да дојдат и речат, луѓе, ние рековме тогаш дека требаше да го смениме уставот и па да го смениме уставот, ја одма да им кажам, ичне доваѓете. Нема да добиете ни тоа што го добиевте прошлиот пат, така. Уште полоши ќе поминете. Политиката на СДСМ, на владата на Ковачевски и на Али Ахмети, на Дуј на Али Ахмети, во поглед на односите си Бугарија беше на голема, фатална грешка. Кој ќе направите грешка, најпаметната работа што треба да го направите, прво е да сватите дека е тоа било грешка и после да речете, добре, грешка е, беше грешка, сега утнавме работава, паднавме од магарето, некако преживеавме, нели, не сме, ќе се кренеме и сега ќе правиме нешто друго. Но овде гледам два проблема. Прво, треба да се има добле за такво нешто. Не е баш едноставно човек да признае. Тоа е логика на преживување. Да. Не треба голема доблест. Меѓутоа, и за да продавате во наводници нови политики, би требало барем формално да имате нови луѓе. Филипче е најблискиот пријател на Заев. Од времето. Сега, оваа екипа што ја гледаме тамо, таа е таа екипа. Да, во право сте. Јас за тоа сум коментирал, сум пишувал. Најтешко ми паѓа кога треба да ги коментирам кадровските решенија во СДСМ во ситуација кога СДСМ во една ваква тажна ситуација. Тоа е како на рингот да имате двајца боксери и овој го големиот Јакиов го тепа овој втори, трет, нокдаун, овој паѓа не може да стои на нозе и со тоа мене да кажеме нешто против овој што губи, мисля како да влезам ја од нисова и да макнам и ја не да падне на земја. Тоа некако иде, некако, како да ми кажам, делува малку грдо, но коректно е, пријателски или во СДСМ велат другарски е. Да, тамо другарството е се уште на цена, да. Не, таму другарството е најмало на цена, ама треба да биде. Како збор, да. Инако е најмало на цена, таму поради да. недругарство им се случи ова што се случи, поради тоа што го подценија другарството меѓу себе и што се направија јок внатре меѓу себе, но да има малку тоа нешто, да има ова, првиот соработник треба да појде кај Филипче да му рече, добро бе, ти си човек на Заев, разбираме. Ти си човек што ја напушти златна професија, не, се уште не ја напуштила, ама добро ја жртвуваше во еден значен дел својата професија. Сега си во позиција во каква си. Секоја чест за тоа што си се нафатил еден тежок болен да го кренеш на нозе. Тоа е и започет во крајна линија. Ама вака како што си се поставил, не ја бива работата. Да. Тоа треба да му го каже некој другар од неговите околу него, ако има такви. За жал, во таа партија одамна тој дух на критика, самокритика, другарство, мислам дека го нема. Јас таа партија многу подобро ја познам како што го знам ВМРО ДПМН, поради околности што едноставно повеќе сум ги знал тие луѓе во еден полог период. Велам сум ги знал и сум ги велам тие луѓе. Тие луѓе веќе ги нема,
А тоа сум го знаеле одамна минато време. Ова што сега таму се случува, јас него познавам, како да кажам. Него разпознавам како нормален сплет на односи и околности во едно друштво. Било какво. Па нека е пензионерско, нека е певачко друштво, нека е пожарникарско, а камоли да бидат власт, кај што треба да се направи. Да. Значи, итна смена на политиките на СДС ни треба и комплетен ресет. И тоа го кажа и дел од кандидатите кои му конкурираа на ова. За жал, меѓутоа помина како што помина сето до тоа. овој момент јас не гледам такво нешто. И веројатно во право си ти, додека не видиме нови фаци и нови изјави, нема ништо битно да се случи таму. И сега, што сама дојаме до крајот на емисијата, едно важно прашање, особено за вас, затоа што вие сте човек кој што сака да генерално сака да критикува и сака да ги потенцира грешките, особено на тој што е на власт. Во овој момент и ќе видиме уште колкав период понатаму, се чини дека СДС само пред се, па и ДУИ нема да бидат способни да го тераат тој опозицијски наратив како што треба. Меѓутоа има еден друг момент, празен простор не може да постои. Дали се согласувате прво дека медиумите, дел од медиумите се обидуваат да го пополнат тој простор? Имаме ситуација во која што дел од медиумите се обидуваат да бидат опозицијата кога веќе опозиција нема. Функционална опозиција, мислам. И вие имате сега ловење на грешки кај ВМРО, ДПМН и кај ВЛН и кај знам, буквално на секој чекор. Во ред, зашто да не? Меѓутоа, имам чувство како дури не им се дава ни простор на овие сега што на власт да покажат дека можат нешто да променат, туку веднаш се удира на нож, како да се праќа порака, еве, ги нема СДС, само ние сме тука. Здраво ли е тоа и исправно ли е? Здраво е. Така? Бидам искрен, здраво е. Јас имав се уште владата во тие 100 дена или не е завршија? Мислам дека и уште. Уште во тие 100 дена. Јас на моите колеги ќе бидам вака отворен, но Плюс Инфо им рекаа, сега јас се уморив малку, цел живот сум опозиција, малку да пробам како е на власт, нели? Иако ја немам ништо лично баш од тоа што се е на власт, но окей, 100 дена ќе поминат уште 100 дена, но првата прилика кога ќе почувствувам дека има потреба да критикувам за нешто за што сметам дека има право, ја критикува претседателката Гордана Силјанска за нејзината реакција после она што се случи во Софија. И се надевам, искрено се надевам, убеден сум во тоа. Еве, не сум разговарал со професорката, можеби ќе разговарам во некоја блиска иднина, но сум убеден дека сум правилно разбран во критиката. Не треба да биде преосетлива власта на критики. Апсолутно. Треба да ги прифаќа. Ако мислат дека се безгрешни, тогаш од старт нечи не можат. Дури и не оние неумерените критики. И оние што се злонамерни критики. Сето тоа е дел од политичката игра. Многу е важно власта, луѓето на власт, кога има целата моќ и кога таа моќ е голема, како сега, да искористат на правилен начин и кон критичките медиуми. Треба да ги сервисираат со информации, треба да им кажат отворено, директно, не преку пропаганда, преку своите медиуми, не пак да си прават само своји медиуми, им кажат и директно, луѓе, ние правиме ова. Ова е нашата логика. Ова е. И гледам на брифинзите во ВМРО, ДПМН, во владата, сега имаше брифка во Министерство на външни работи, се повикуваат и едните, и другите, и третите. И кога ќе се укаже на тие факти, на она што се случува, и она што е, ајде условно речеме, позитивно, не треба се очекува веднаш дека овие ќе одговорат и утре ќе речат, леле, ние сгрешивме сега ова. Се разбира, Дел од нив имаат политичка агенда. Дел од нив се убедени. Дел од нив не се убедени, но мора да бидат убедени, бидејќи се дел од пропагандната машинерија на некогашната власт, на сегашната опозиција. И што да прават тие луѓе? Јас имам полно разбирање за тие луѓе, бидејќи сега тие влегле во таков филм, нели, некој од нив
си ги дале некои делови од телото под кирија. На стари години. На стари години и така натаму. И сега што да прават тие луѓе, има полно разбирање и не ги напаѓам, не ги критикувам никогаш. Се обидувам да не навлегувам во оценки на тоа што и како критикуваат моите колеги, бидејќи на крајот на денот, како што се покажа и пред овие избори, ова иста приказна, ова иста оста чувство го имаше во ВМРО, ДПМН и во опозицијските партии и пред изборите. И тогаш беше многу поразгоропадена. Беше СДСМовската пропаганда, тоа беше страшно. Па Ковачевски беше секој ден на Фејсбук, па тоа милијадници евра се потрошија по тоа Фејсбукот, лево, десно и така натаму. Јас на некои луѓе им кажував, не разбирате медиуми, затоа се паничите и затоа правите вакви работи. И барате виновници на секаде. Медиумите се индустрија. Индустријата работи со резултати. Резултатите се мерат со бројки. Погледнете им ги бројките. Така е. Можеш да ги излажеш луѓето, како велеше од Черчил беше таа, нели? Некоја време еднаш и така, не знам да не импровизирам. За кратко време можеш да ги лажеш сите луѓе. Ама не можеш вечно да ги лажеш сите, да. Не можеш долго време тоа. Не може тоа долго време да функционира. Сите ние, и медиумите, и политичарите, не се обраќаме едни на други, па да се паничиме сега ова. Ја не постојам, ја не верувам дека моето лично влијание, какво и да е тоа, може би минорно, може малку поголемо, може не знам, грандиозно, може ми така да мислам за себе, не се случува на начин што Мицкоски ме чита или Филипче ќе ме слуша што збориме вечерва. Туку овој човек сега што овој гледа, да. И овој ќе рече, леле, овој што ми кажа паметно, така смени политиката. Нема така да биде. Треба да се види колку ќе биде гледана емисијата, колку луѓе ќе гледат, колку ќе им се допаднеме, колку е читан мојот портал, колкав кредибилитет има мојот портал, колку луѓето му веруваат, колку ме веруваат мене лично. И тука завршува приказната, така. Јас имам однос со моите читатели. Тој има однос исто со моите читатели кои се негови утре гласачи или не гласачи против него. И тука ние се спојуваме. Публиката ни е заедничка. И сите работиме, се надевам, сите работиме да ги убедиме луѓето дека она што ние го правиме, ги носиме вистинските факти, тие ги носат вистинските политики и на крај пресудува граѓанинот. Тоа е the name of the game. Името на играта е тоа. Тоа се правилата на играта. И затоа мислам дека колку и да е таа врева голема, нели, лармата, тоа е не треба тоа да се прави некаква посебна анализа. Впрочем, нели, кога имате силен противник против себе, нели, како се тера мечката со голема врева. Напада мечка треба да викаш, тука во тенџериња, момци, така натаму. Врева ти треба да биде голема. Само кажува дека мечкава што иде голема. И опасна е. Така. Бранко Гировски, ви благодарам за гостувањето вечера. Благодарам на поканата. Поштовани гледачи, тоа беше се за вечерва. Тоа што го кажа колегата Геровски, мислам дека е најточна дефиниција на ситуацијата, и тие што владеат, и тие во опозиција, и ние работиме всушност за вас и за вашата оценка. Вие сте тие што решавате. Утре во 15 часот е епизодот издание нова емисија, а јас ви закажувам нова средба утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.